да се договарате? Измените во Законот за судски совет, иако според мене со одредено закаснување, требаше веројатно да стигнат и порано до собранието, но еве да прифатиме дека имало некои околности зошто закасниле, се подобрување на стандардите во смисла подигање на квалитетот на оние кои што можат да конкурираат да бидат членови на судскиот совет и по јасно дефинирање на она абстрактна досега и често злоупотребувана фраза истакнат правник. Тоа сега би требало да биде нешто прилично по-сериозно и истото да не биде го истакнат само во партијата, да биде малку поширок од партијата истакнат. Не би дискриминирал сега никого по ниедна основа, но нам ни е битно во тој судски совет да има луѓе кои што ќе можат да го вратат авторитетот на судскиот совет, кој што сега е понизок и од нискиот рейтинг на правосудството во целина. И затоа сум имал често и своји ставови и одредени критики кон претходниот председател на судскиот совет, актуелниот председател на судскиот совет, кон Весна Дамева, кон сите нив, затоа што сметам дека на крајот цената ја плаќа владата, без разлика дали тоа била претходната или сегашната, а не ја плаќаат цената оние кои што не си ги исполнуваат задачите кои што се очекуваат од јавноста, оправдано по однос на владењето на правото. Добре, ако им дадете повеќе пари, можда ќе нема више аргументи зошто да за следната година секако се предвидени повеќе средства, но мислам дека и судиите и обвинителите ќе треба навистина подобро да ги оправдаат. Споменавте дека сметате дека има одредено доцнење дека требало побрзо да се донесе законот. Вие пролетта имавте една преписка со Филков, министерот, го посочивте директно него како одговорен за слабите перформански. Требаше овие закони според реформската агенда јуни да бидат донесени, но голем дел од нив не се уште влезени во собраниска процедура, но некако се заташка таа работа. Премиерот рече дека сте имале лош ден и вие и Филков. Дали се уште сметате дека можеше и требаше подобро Филков во овие година и пол? Јас стојам на својот став, не сум го сменил. Во собранието сум ги следал подолго време состојбите во правосудството и во тој дел на законите кои што доаѓаат и се поврзани со судскиот совет, со обвинителството, со реформската агенда. И забележав дека перформансите на актуелниот министер за правда се пониски од она што ние сме се обврзале да го направиме. И затоа ја кажав мојата оценка. Без да персонализирам дали тој мене лично ми се допаѓа или не ми се допаѓа или што мислам јас идеолошки за него. Вината е префали на владата. Вели дека тие завршиле работата и потоа оде предлозите во владина процедура и таму негде по тие ходници се губат. Доколку сте министер кој што има добри проекти и може да го наметне тоа со свое знаење и со авторитет, за вас владата нема да биде проблем. Секоја влада би била задоволна ако министерот е попродуктивен и испорача што повеќе реформски решенија или проекти. Тој треба да се бори за тие закони во се разбира, тој треба да биде нивен најгласен застапник. Сметам дека тука имаше одредено потврлање, но ќе видиме, времето ќе покаже. Моето мислење, јас сум го споделил и со другите членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и со претседателот на партијата, стојам за тоа, но како ќе биде понатаму одлучено по однос на реконструкција на влада или слично, сепак премиерот го има тоа право и ќе си процени во следните неколку месеци. Доколку вие бевте мандатар, ќе го реконструиравте? Доколку јас би бил мандатар, актуелниот министер за правда не би бил министер за правда повеќе. Добро. За Љупче Коцевски денеска стигна во собрание барањето за разрешување од владата. Кога може да се очекува да заврши таа постапка? Постапката за обвинителот Љупчо Коцевски мислам дека може да заврши во текот на овој месец. Пред нова година? Се надевам. Генерално повеќе колеги пратеници, меѓу кои јас бевме заинтересирани ова прашање да дојде на дневен ред што поскоро, бидејќи она што кажавте вие, одговорноста ја носи владеачкото мнозинство и владата и во тој случај е легитимно во таа одговорност и во тој предизвик што треба да го оправдате пред граѓаните, да влезете со тим, вклучувајќи го тука и државниот обвинител, кој што ги споделува приоритетите за кои што владата и владеачкото мнозинство добиле доверба и поддршка од граѓаните. Сега само кога дојде на власт 2017, една од првите работи што ги направија го сменија обвинител Врлевски. Да, и секогаш било така во изминатите
30 години. Овој пат можеби беше првиот пример каде што државниот обвинител добил сериозен бонус временски, да кажам, да направи нешто повеќе во борбата против корупцијата, организираниот криминал. Иако тој се повикува на мислењето на Советот на јавни обвинители и тврди дека не направил некоја тешка дисциплинска повреда за да биде разрешен, дека ова е сепак политичка одлука. Па сега може и На така крајот да на се денот и е политичка одлука. Не бегаме од тоа. Легитимно е да биде политичка одлука, но поговорката што ја кажавте дека врана на врана око не вади, тука може да важи и за Советот на јавни обвинители и за односот кон Љупчо Коцевски. Сепак во него гледаат колега, авторитет, можеби поголем дел од нив се наклонети на една или на друга опција или кон него лично, и сметам дека и тоа имало влијание, но како и да е, добро е владата што ја направи оваа проценка иницијатива. Имаше одредена пауза, веројатно и објективна заради случувањата со трагедијата во Кочани, но до крајот на декември би требало ова да се заврши со неговото разрешување. Потоа следува постапка каде што собранието објавува оглас. На тој оглас може да се јават оние кои што исполнуваат услови. Условот е непрекинат обвинителски стаж од 10 години или непрекинат судиски стаж од 10 години, но само доколку сте судија кривичар. Значи само обвинители и суди и кривичари. Не може друг да конкурира. Не може друг, не може да биде професор, адвокат или некој друг. Ограничена е, да кажам, таа целна група која што може да конкурира. Потоа тоа се дава на мислење до Советот на обвинители. Тие даваат за секого поединечно позитивно или негативно мислење и владата на крајот од тоа прави сублимат и дава предлог до собранието за избор. Веројатно крајот на февруари или првата половина на март би имале нов државен обвинител, а до тогаш имате ли некој на ум? Совет како владеачка гарнитура, бидејќи велите дека треба на некаков начин тој да ги споделува приоритетите што ги има извршната власт? Па ако сега треба да се каже генерално, да, треба да е личност, професионалец, обвинител или судија на кој што приоритет ќе му биде борбата против корупцијата и организираниот криминал и владењето на правото и неселективноста. Господин Милошевски, сите што доаѓаат тврдат дека тоа им е приоритет и... Да, но се гледа по стапките. И Коцевски тврдел дека тоа му е приоритет, но ние имаме неколку обвинители за кои што и правник во прва година ќе докаже дека од поранешното СЈО нелегално земале повеќе средства како награда од тоа што им следува, но никој не покренува предмет. Токму заради таа врана што не вади око на друга врана. Знаете, да не паднете пак во замката, сега и следниот обвинител да биде доживуван од јавноста, да се перцепира како проложена рака на владата и на извршната власт. Имаше мислење од Венецијанската комисија дека можеби треба со двотретинско мнозинство да се избира, сега тоа треба уставни измени, но вие можете да пробате да изградите некој поширок консензус во собранието, да се избере некој обвинител за кој, да речеме, надвор од владината коалиција, че има мислење дека е достоен за таа функција. Во пооднос на тоа, забирањето со двотретинско мнозинство не е лоша идејата, но во секој случај треба да се размисли за можните последици во вакви околности со доминантна владеачка партија или поширока коалиција што имаме со коалиционите партнери, бројката е достижна. Но може често да се случи, ако го смените тоа, имате друга констелација на односи, да имате неможност за избор на државен јавен обвинител или па да се избира државен јавен обвинител кој што ќе биде нема гаранција. Компромис. Ете, Катица Јанева беше таков. Затоа сметам дека овие критериуми 10 години стаж како обвинител и 10 години судија кривичар, сметам дека се прилично високи критериуми и треба да биде човек со интегритет. Човек кој што ќе може и на владата, и на опозицијата, и на колегите судии, и на колегите обвинители да им пререче или аргументирано да им каже зошто за одредени личности или организирани групи се покренува обвинение, да не потпаѓа под влијание. Не е само да поднесуваат пријави против поранешни функционери, туку и против актуелни. Тоа е многу важно да се смени таа перцепција. Една од главните работи што барем правната фела му забележува на Коцевски е ова обвинение што го поднесе за случајот во Кочани, вела дека има таму многу чудно е составено и дека може да произведе многу проблеми во текот на судскиот процес. Паралелно почна во собранието и анкетна комисија, во вторникот се одржа таа постојаната, сега треба да се формира и адхок
која освен ова ќе разгледува и другите трагедии што се случија минативе години. Зошто инсистиравте за се наеднаш да се разговара, а не за секоја поединечно од овие трагедии? Ако се разговара за поединечно за во собранието, зборам како анкетни комисии да имаме поединечно, тогаш мислам дека премногу долго би траело, а и второ ќе биде прилично неблагодарно да се определи која трагедија е поприоритетна во споредба со некоја друга. Нема таква, да бидам искрен. Кога имаме фатални последици, па каква методологија ќе биде на тоа? Како ќе работи тоа? Методологијата е како е замислено, опозицијата ќе ја предводи како што е и редот според деловник. Добро. Парламентарното мнозинство ќе има мнозинство во бројот на членови. Ќе може секој да предложи одредени документи, одредени сведоци, одредени за било која од овие трагедии? За било која од овие. Може внатре заеднички, зависно од тоа кој случај моментално е на суд или е веќе пресуден или не е воопшто во судска процедура, да се проценува на што ќе се даде приоритет, но не заради нечив субјективизам, туку заради внимателност кон обвинителството, да не се наруши нешто во постапката, доколку нешто е во постапка. И исто така, анкетните комисии имаат можност и за отворени и за затворени седници, ако нешто се изнесува посензитивно, а е поврзано или може да компрометира одредена информација која што се обработува во истрага, во предистрага или можеби во актуелен судски процес, тогаш кој да е сведок или пратеник ќе може да каже дека би изнел нешто сензитивно и да побара. Кога ќе се формира да профункционира? Би требало да се формира исто така до крајот на годината, со тоа што пак ќе напоменам, не би сакале собранието да превземе судска улога, ниту смее, ниту може, но исто така собранието има можност да разговара за политичката одговорност на одредени избрани, именувани функционери или повисоки раководители на различни позиции и ќе го земеме предвид и писмото од обвинителството кое што стигна. Слушаме тој аргумент, го користите вие како ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски го користеше, но имавме ние случај веќе со онкологија. Тоа беше анкетна комисија за случајот онкологија пред да има обвинение. Сепак имаше разлика. Да, разликата е ова што го споменавте вие. Разликата е што тогаш самата анкетна комисија за случајот со онкологија на некој начин даде дополнителен поттик, придонесе да се сензибилизира таа тема, не се навлезе во кривично правна материја, но самите искази кои што беа човечки, политички или се однесуваа на нефункционалност на одредени непочитување на одредени инструкции или статут во самата клиника, придонесоа ова да стане дел и да се обработи од обвинителството и да се покрине случај, кој што сега го имаме и веќе во судските процедури. Може би ќе придонесе да се провери па да не некој пропуст направил обвинителството. Значи дека дека тоа што го направиле, што го напишале во обвинението, дека тоа е тоа, дека може и тоа да биде дел, да кажам, да се согледа, но вистината да се дознае за случајот. Во собранието, она што може собранието и за што има овластување е да утврдува политичка одговорност, политичка, етичка, морална или друга одговорност на избрани именувани функционери. Собранието не би можело да преюдицира кој е виновен или кој не сноси вина за било што. Што би била политичката одговорност на Оливер Спасовски или на Венко Филипче, ако се утврди некаква одговорност нивна, например, не знам, за модуларната или за не знам кој друг случај, кога не се на функција ти? Или тоа ќе биде... Се согласувам дека и тоа е... Тоа важи за актуелни функционери. И тоа е реална дилема, но сепак, дури да се утврди политичка одговорност, условно кажано, за поранешен функционер, тоа може да биде добра поука за било кој актуелен функционер. Ако е тоа сериозно и издржано и се утврди, условно кажано, политичка одговорност за, ги споменавте поранешни функционери Оливер Спасовски или Венко Филипче, тоа може да биде добра лекција за по-голема ажурност и по-сериозно работење, по-посветено на секој актуелен член на владата.
Добро, последната тема што ќе разговараме последниве 10 минути од емисијата е се евроинтеграциите и Европската унија. Следна недела треба да се одржи самитот на ЕУ, ќе има и самит ЕУ Западен Балкан, ќе присуствува и премиерот Мицковски. За нас не се очекува нешто ново, најверојатно ќе ги повторат заклучоците што ги повторуваат секои 6 месеци, се повикуваат на тие од 2022 да ги направиме уставните измени за да продолжиме понатаму. Годинава Европска комисија и Унија направи еден куп настани за проширувањето, но вие некако не им верувате дека се сериозни во оваа намера. Имате аргументи за тоа? Говоревте и на таа седница кога беше Рохас во собранието. Така беше. Или го користите само како алиби да не ги направите уставните измени? Не. Тоа што го говорев е врз основа на добиен брифинг од самитот во Лондон на Берлинскиот процес и земите од Западниот Балкан, каде што домаќин беше Велика Британија, но учествува и други представници на неколку повлијателни земји членки на Европската унија. Претходно сум имал исто и лична можност со пратеници од германскиот Бундестаг, сегашната актуелна власт, кога беа во опозиција, исто така и со колеги од францускиот парламент да поразговараме. Тие се поотворени во нивните изјави дека проширувањето во смисла на нови полноправни членки со сите обврски и права за нив во моментов не е приоритет. И на Дури самитот во Црна Гора Лондон би бил проблем со 500.000 жители, 600.000, едно предградие на Париз е тоа. Да бидам искрен, тие на регионот гледаат како на целина и тука треба да правиме разлика помеѓу ставот на Европската комисија, која што секогаш била по службена должност, условно кажано, сојузник на темата проширување. Европската комисија е за тоа сега вела дека возот има да нов се моментум движи поради напред. геополитичката ситуација со војната во Украина. Точно И затоа е. реков еден куп настани Точно прават е. секои 2 недели има по некој настан посветен на Точно е, проширувањето. и самата министерка за евроинтеграција од Данска, која што беше во посета на Македонија, самата кажа дека Данска како земја членка до пред војната во Украина била земја која што Порезервирана. со скептицизам гледала на евроинтеграциите, а сега гледа малку пошироко и заради безбедносната состојба која што не е така далечна од Данска, сега го гледаат тоа и како безбедносна тема која што треба да добие приоритет. Може ли да се случи да ја пропуштиме шансата? Ако навистина го променат мислењето, как по примерот на Данска и другите што ги споменувате, и да се случи сепак 2030 година да Албанија и Црна Гора станат, не знам, Молдавија и Украина ги споменува КОС во тој пакет, дали може тие да напредуваат побрзо од нас, но да ја пропуштиме ние шансата. Јас би бил среќен 2030 година да има макар и една земја членка полноправна од регионот во Европската унија. Но навистина имам тука реална задршка. Реална задршка токму заради тоа што во моментов во Европската унија не постои сериозен консензус за нови полноправни членки. Но поминува на Совет на ЕУ, нели постојано гласат тие. Тоа Дојде Црна Гора практично до финалето сега. Но видете, има една еве Црна Гора и Србија се земји каде што лесно може да се направи споредбата. Преговорите на Чешка, Словачка, Латвија, Литванија, Естонија и други од отварањето на поглавијата до полноправното членство беа некаде помеѓу 7 или 8 години. Преговорите на Црна Гора и на Србија со Европската унија веќе влегуваат во своја 14-та година. Некој можеби плюс или минус. Меѓу време се промени методологијата. Тоа е добар сигнал во прилог на ова што го говорам. Методологијата не се промени Да, но тие случајно. велат дека методологијата сега е мерит систем, дека тоа според заслуги, дека ќе влезе тој што ќе дојде до целта ќе влезе. Европската унија треба да донесе геополитичка стратешка одлука за проширувањето. Мерит системот е битен, никој не го оспорува. Но во моментов и Црна Гора, и Србија, и Албанија, и Македонија, и Косово, и Босна и Херцеговина имаат подобри институционални капацитети за почеток на преговорите или за затварање на преговорите од тоа што го имале некои од источноевропските земји кога
почнаа преговори пред 15 или 20 години, затоа што тогаш беше геополитичка одлука демократската зона на Европа да се прошири на исток. И од тоа корист има и Чешка, и Романија, и Бугарија, и Латвија, и Естонија, и Европската унија, и Германија, и Франција. Европа треба да разбере дека треба навистина да направи сериозен исчекор. И она што нам ни го наметнуваат како билатерална тема, ние сме реалисти, ние не затвараме очи пред она што веќе претходната влада го прифатила. Но исто така не би сакале народот да го доведеме во второ, трето или пето разочарување. Канцеларката Меркел беше тука, австрискиот канцелар, британската премиерка кога Британија се уште беше земја членка на ЕУ и кажа сменете го уставот, сменете го уставното име, вратите за ЕУ ќе бидат отворени. Се случи тој чекор, вратите останаа затворени. Да, на Макрон тогаш му текна да ја промени методологијата, баш тогаш му И ние текна. со право, кога разговараме со колеги од Европската унија, им викаме дека ние не бегаме од реформи, не бегаме од стандарди, од копенхашки критериуми, но навистина сакаме да имаме извесен пат кон полноправно членство или доколку полноправното членство не е опција, тогаш нека се утврди консензус внатре во Европската унија и нека кажат која форма на интеграција е реална. Затоа што се збори за асоцијативно членство, придружно членство, постепено за членување, Да немаме комесар, членство без комесар, Еди Рама членство се без откажа вето, да. во име на Италија, нема проблем. И откажувањето на Еди Рама не е случајно. Еди Рама ги слушал тие разговори во Лондон и тој знае какво е расположението во 2-3 повлијателни земји членки на ЕУ и го прилагодува и тој својот вокабулар на реалноста која што ја на крајот на забележа. денот не мора да имаме право на вето, само нека не примат, тоа нема биде голем проблем. Нам ни е битно, ние со Европската унија и со Европската Важно е да седеме комисија, на иста маса. ние сме искрени и како земја кандидат, и зборам и за сите земји во регионот. Ние имаме искрен пристап. Ние не играме со алтернативи. Освен една земја во регионот која што флертува можеби на 2-3 страни, сите други земји во регионот се сериозно определени кон Брисел и евроатлантски интеграции. Но треба и официјален Брисел, а особено престолнините на поголемите држави, да бидат искрени со нас и да ни кажат која е реалната и остварлива опција. Добро, тоа предвидливиот пат Мицковски го замислува преку промена на заклучоците, така зборуваше на конгресот во Кавадарци. Кога мислите дека ќе се создадат услови за такво нешто, за тоа треба нов консензус во Европска унија, треба и Софија да се согласи, а гледате што се случува таму, падна владата, така што не е на повидок тоа дека наскоро може да се изгради некаков нов консензус и очигледно ќе си останеме во оваа ситуација. Се согласувам дека градењето на било каков консензус или нов консензус по однос на Македонија во ЕУ не е лесна задача, но исто така не би рекол дека е неостварлива. Ние забележавме... Не е остварлива за брзо време, са некогаш може да ќе биде. Зборуваме за догледно време, не е. Доколку има политичка волја, сериозна политичка волја, како што имаше сериозна политичка волја да и се помогне финансиски на Украина, и сметам дека беше добра таа одлука, но Унгарија ја блокираше долго време, со постоење на политичка волја и разговори со таа земја членка, која што на некое можеби слично ниво на влијание како и Бугарија, ако земеме по големина или по некои други перформанси, Брисел беше креативен и создаде услови на конструктивна абстиненција. Да пие кафе, Орбан. Каде што, да, премиерот на таа држава беше кратко одсутен, се донесе одлуката, се зачува неговиот образ, а и се спроведе одлуката која што другите земји членки имаа намера да ја спроведат. И затоа сметам, еве сега и со самата пруга и пробивањето на тунелот. Имавме нели некои недоразбирања во тие односи еве инфраструктурни помеѓу Македонија и Бугарија. Француската република вложи сериозни напори и благодарни сме за тоа и им помогна и на македонскиот министер за транспорт и на бугарскиот министер за транспорт многу полесно да дојдат до заедничката точка и решението за продолжување на коридорот, на железничкиот коридор 8 во овој поглед, така што кога има политичка волја, сметам дека не е така невозможно да се направи еден мал гест на давање доверба кон Македонија, дека нашиот пат кон неу ќе биде извесен. Ние не бараме попуст по однос на копенхашките критериуми. Ние само бараме фер третман, дека нема секое следно билатерално барање да произведува некое трето, четврто или пето, кој што ќе биде предмет на блокада. Знаеме што барате и што очекувате, но прашање кога ќе успеете да го издействувате. Истече нашето време. Господин Милошовски, на крајот за Конгресот не стигнавме многу да поразговараме. Ова е последен мандат на Мицковски.
рече дека нема да се кандидира веќе за лидер. Дали ова значи дека официјално трката во ВМРО-ДПМН е почната за наследник на... Не, тоа не е случај. ВМРО-ДПМН има една силна кохезија. Председателот Мицковски има досега можеби најсилен авторитет после овие изборни победи. Тоа што го кажа од негова страна сепак е доблесно. И Македонија и ВМРО-ДПМН е да дадат еден пример дека статут на една политичка партија е донесен за да се почитува, а не да се коригира согласно персоналните желби на група политичари или на состојбите во таа партија. И на крајот од криштата, тоа што го предложи председателот Мицковски со неговото искуство 8 годишно наназад и во потешки и во полесни периоди за ВМРО-ДПМН, мислам дека е коректно од негова страна што понуди тоа свое акумулирано искуство да го преточи и да помогне новата генерација во ВМРО-ДПМН или новиот лидер на ВМРО-ДПМН 4 години од денес да биде уште подобар и од него. Да, формално тоа е демократски, но прашање во пракса како ќе биде тоа е во Србија гледаме дека се менуваат таму лидери на партијата, наваму Вучич е без разлика на која функција, дали е премиер или председател, и натаму е главниот фактор. Прашање е дали формалната промена на лидерската позиција нешто ќе промени политички во Македонија. Прерано е да се даваат оценки, но сепак мислам дека коректен беше неговиот потек и тоа беше поздравено од страна на мнозинството од делегати на самиот конгрес и мислам дека со самото тоа влеа уште поголема доверба кај нив дека е човек кој што има принципи, се држи до дадениот збор. Вие би се кандидирали за председател? Не, мислам дека има поквалитетни луѓе во ВМРО-ДПМН. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам вам. Почитувани гледачи, тоа беше Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следниот четврток. Довидување.